Општина Кочани во годината што изминува има постигнато значајни резултати на планот на детската и социјалната помош преку реализирањето на значајни активности за помош на социјално загрозени семејства, потоа донација на облека, постелнина, мебел и прехранбени производи. Се реализираат помоштите и мерките предвидени во програмата. Во последните неколку години знаеме дека се реализираат неколку мерки кои што постојано се реализираат и ги надополнуваме само со нови активности. Значи тоа се помошта во автобуски карти за лекување надвор од градот Кочани, помошта во лекови кои што не одат на позитивната листа, помош во градежни материјали на куќи кои настрадале во елементарна непогода или се во фаза на распаѓање. И сега во 2015 имаме и нови помошти, тоа се помош за новородено, која што првпат сега се доделува новородено од социјално загрозено семејство, и помош за поттикнување на наталитетот, значи за тоа не е помош, туку надоместок, значи за поттикнување на наталитетот, која се доделува на жители на Кочани кои што склучиле брак над 40 години. Во автобуски карти во 2015 имаме примено 154 барања и одобрено реализирано 138 барања. Значи во помош во лекови има поднесено 146 барања од граѓани на општина Кочани, реализирани 124 барања, значи со одлука. Помош во градежни материјали има поднесено 12 барања, а реализирано 8. Тоа е во првиот дел од годината се реализира овие помошти. И последната помош што ја споменав за поттикнување на наталитетот, за жал немаме се уште реализирано ниту едно барање, едно има поднесено, меѓутоа не ги исполнува критериумите, и апелираме дека тоа е мерка за поттикнување на наталитетот, значи не се однесува само за социјално загрозени граѓани, него за сите жители на општина Кочани кои што ќе ги исполнуваат критериумите, односно кои што стапиле во брак со наполнети 40 години, меѓутоа секако имаме правилник, имаме критериуми и може да се користи само за прво стапување во брак без вонбрачни деца и така натаму.